сега и секогаш и во вечни векови. О мир да се помолиме на Господа. Господи помилуй. За мир од небото и за спасение на нашите души, да се помолиме на Господа. Господи помилуй. Поминаа речиси 5-6 месеци откако го направив документарниот запис за великденските покрсти во славно-дебрското село Оровник, ова 2024 Господово лето, чија традиција мештаните од ова село ја продолжуваат од памтивека па се до ден денешен, кога со Никола Неловски начелно се договоривме да направам документарен запис и за Оровничкиот манастир Света Недела, чие празнување на светицата Света Недела се чествува секое Господово лето 7 дена по Петровден. На вториот ден на Петровденските празници, поточно речено на Павловден, ова 2024 Господово лето, мошне рано ми задзвони мојот телефон и како и секогаш кога некој ме бара преку телефонот, ја крена слушалката, а од другата страна, така народно да се изразам, на телефонската жица, слушнав еден познат глас кој ми велеше: "Добро утро, Зоране, како си? Да не те разбудив," ми рече. "Добро утро," му реков. "Буден сум, одавна сум буден," додадов. Овдека Никола Неловски, туку ете јас така порано, знаеш, по-селски се јавувам со намера да те прашам што стори со зборот што го дадовме за великденските покрсти, да дојдеш во Оровник и да направиш едно убав слико, онака како што ти знаеш и умееш да го насликаш за манастирот, чие име го носи на светицата Света Недела, ме праша. "Не сум заборавил на зборот што си го дадовме за великденските празници кога бев во Оровник," одговорив. "Туку кажи ми кога да дојдам," го потсетив. "За празников Света Недела имаме голема прослава, слава му е на манастиров наш, чие име го носи на светицата Света Недела, голем народ се збира. Ти само дојди до Оровник, а јас ќе ми те пречекам и се ќе ми те организирам, ич да не му се секираш," ми рече. "Договорено," одговорив. И навистина така и бидна. За селото Оровник тргнав ден пред верскиот православен празник, посветен на Света Недела, во пладневните сати и по речиси неполни 2 часа и 30 минути, народски кажано околу 17 часот и 30 минути, пристигнав во селото Оровник, каде што ме пречека првиот меѓу еднаквите членови на манастирскиот одбор на манастирскиот комплекс Света Недела, Никола Неловски, заедно со неговите соселани, кои ги привршуваа празничните овогодишни подготовки посветени на светиделката Света Недела. При вечерните сончеви зраци, милувајќи ги водите на Охридското езеро, поточно речено Оровничката ривиера, пред се селото Оровник и манастирскиот комплекс, чие име го носи на светицата Света Недела, ја навестуваа празничната атмосфера на православната екумена, посветена на светицата Света Недела, а ширум северниот дел на Струшката ривиера се зареди народ во правец на селото Оровник. Манастирскиот двор набрзо се наполни со народ. Почитувани мои, пред да ви пренесам поголем дел од вечерното богослужение, со кое чино начествуваше парохискиот свештеник од Струшката парохија, заедно со соборниот народ, кое се одржа во Оровничкиот манастир Света Недела и црковната богослужена вечера,
кои ја подготвија овогодишните манастирски домајќини, предлагам да ве запознаам со така народски да се изразам, со духовно-црковно манастирскиот живот на мештаните од селото Оровник. Аки пак во мир да се помолиме на Господа. Зародишот на црковно-духовниот живот на селото Оровник му даваат посебност, единственост, репрезентативност и автентичност. Устните преданија, легендите, митовите, материјалните документи, пишаните документи за црковно-духовниот живот на селото Оровник датираат речиси од кога настанало човештвото, поточно речено од праисторијата, од почетокот на историјата, од античко време, старомакедонско време, римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешното наше современие. Црковно-духовниот живот на селото Оровник не може да се види со еден поглед, со еден опфат на окото во еден миг. Тоа се безброј пластови на дух и материја, напластени едни на други, со нераскинливи нишки кои го градат долгиот континуитет на духовниот живот. За да се дознае дел од вистината, потребно е да се побараат остатоците на творештвото од различните периоди кои се кријат во селскиот атар на селото Оровник, испреплетени зад превезот на времето. Црковно-духовниот живот на ова село илјадници години зрачи на целиот негов простор, како дел од културниот простор на древна Македонија, како дел на Римската империја, како дел на Византија, за време на императорот Петрус Шаватиев, во историографските записи познат како Јустинијан I, основач на патријаршијата Јустинијана Прима, чија наследничка е Македонската православна црква, Охридската архиепископија, како дел на Свети Клементовата книжевна школа, како дел на мноштвата црковни повелби и житија, кои датираат од 969 година до 1018 година, за време на владеењето на синовите на македонскиот комитопола Никола, македонските комитополи Арон, Давид и Мојсей, посебно за време на владеењето на македонскиот владетел царот Самоил и на македонските владетели Иван Владислав и Гаврил Радомир, како дел од црковните грамоти од 1299 година на византиските императори Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог, како дел од црковната повелба од 1342 и 1345 година, посветена на манастирот Света Богородица Перивлепта во Охрид на царот Душан, во црковната грамота од 1368 година на кралот Димитрија Волкашин и црковната грамота на кралот Марко од 1385 година, исто така посветени на манастирот Света Богородица Перивлепта во Охрид. Црковно-духовниот живот на селото Оровник е забележан и во Томанскиот пописен тапи дефтер број 8 од 1436 година, за време на владеењето на Отоманскиот султан Бајазид II, каде што селото припаѓало на румелискиот Беглер Беглус, во пописниот дефтер од 1446 година, во пописниот дефтер број 508 од 1447 година, во пописниот дефтер од 1560 година, во пописниот дефтер од 1562 година, во пописниот дефтер од 1582 година, во пописниот дефтер од 1565 година и во пописниот дефтер од 1570 година.
на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Професорот Јован Трифуновски во својот научен труд Охридската штрушка област, издадена во Белград во 1992 година, за селото Оровник го забележал следното. Втората половина на 18 век за Оровник е период на обновување на селото испразнето со пустошењето на Арнаутскиот башибозук, кој броел околу 200 рами и селеџи, уништено од отоманскиот падишах. Меѓу првите знаци на обнова на селото се изградбата на скромните сакрални зданија, реобновата на претходно разорнатата соборна црква Свети Илија, црквата Свети Спас, параклисот Свети Никола, Чекоштина, манастирите Света Петка и Света Недела, под чии темели денес се наоѓаат ранохристијански базилики. Во местното Викано селиште, кое се наоѓа во непосредна близина на селото Оровник, на зарамнетото плато се наоѓал средновековниот манастир Света Недела. Манастирот бил заграден со голема и долга камена ограда. Манастирската црква по својата архитектура представувала типичен примерок на византиски стил на градба. Градбата на црквата била од типот на базилики. Основата на градежниот материјал за незината изградба бил отделкан травертински камен, меѓусебно поврзан со варов малтерифуга со средишна купола. Кровната конструкција и апсидата била изработена од брестово дрво на 6 води обложен со доломитни плочи. Манастирот Света Недела е разрушен кон крајот на 17 век. Во местноста викана Капеш, веднаш над селото Оровник, на патот кој води за Тројанското поле и соседното село Лакочареј, се наоѓа местноста Лекојта вода. На ова место од памтивека се наоѓа извор со лековита вода, чие име го носи на светицата Света Недела. Во 90-тите години на 20 век, мирната и тивка природа, малиот шепот на лековитиот извор и малата Тројачка река со господово провидение, семејниот род на Неловци, поточно речено ктиторите, Крсте Боризов Неловски, неговиот брат Ристо Боризов Неловски, како и синовите на Крсте Боризов Неловски, Ѓорџија, Никола, Аце и Васко Неловски, потпомогнати од жителите на Оровник и околните места, духовно ја надополнија со манастирскиот комплекс Света Недела, осветен на 20 јули 1996 година на празникот Света Недела од страна на митрополитот Дебарско-Кичевски Тимотеј и манастирските конаци. Чест ми е да разговарам со еден од многобројните членови на ова семејство. Вашето име, презиме и од кој галабија сте? Ѓорѓија Галовски, јас сум најстариот син на Крсте Неловски, таткото наш. Мојот прадедо се викаше Ангеле, мојот дедо Борис, татко ми Крсте, најпрадедото бил викан Нело, тоа презиме го носиме и ние Неловци. А пак да кажете овај семејната лоза по твојата баба и твојата мајка, како се викаат тие? Мојата мајка покојна се викаше Мара, имаше 2 сестри, Митра и Јевица, и 4 брајче. Злате, Стоимир, Љубе и... Од која фамилија беше твојата? Андреевски фамилија, Слатино. Од Слатино. Вие колку брајче и сестри сте? Ние сме 4 брајче. Така, кои сте? Јас сум најстариот Ѓорѓија, Никола после мене, Ацо и Васко. Ајде да ми кажете овој за историјата на манастирот. 96-та се започнати подготовките, значи осветени од 26 јули 97 година од Охридскиот владика Тимотеј. Тимотеј.
На самиот ден како е Бовечко? Има богослужба? Има, да. Значи, И вечерта има на 19 и на 20, како што е денот, што е недавно. ајде малце една географска местоположба да оние наши една порака, значи да сака да дојдат. Каде се наоѓа, на кое е викано место, колку е далеко од Охрид, колку е од селото Оровник? Па вака, од Охрид се наоѓа на 8 километри да оддалеченост, а иначе од селото се наоѓа на нецел километар. Дали овде кај овој манастир доаѓа за венчавки, крштевки? Доаѓаат и за венчавки, доаѓаат и за крштевки. Имаме случаи од селото кај што таа вода е зазборвана. Човекот е заоден, неговата мајка беше слепа и при изградбата на манастирот тоа ни го кажа, дека таа вода тој оздравен. Исто така идат ненајавени како, да речам, посетители, кои дали преку сонот, дали преку желбата, си дошле тука да се измијат, да останат неколку дена. Што вика да се помола на Бога за здравие, што се вели? Помолат на Бога за здравие, а причината и маката неверојатно тие самите си ја знаат, шом дошле да ја посетат нормално. Инаку овој манастирски комплекс е 24 часа отворен за посетителите. Се разбира со почитување на црковните канони што овој манастирски што се овој од Бога одредени. Почетокот беше започнат од манастирот и почнавме малиот конак. После година за година се надградуваше, се доградуваше, како што гледате и самите. Ова е цел некој хотелски комплекс, има апартмани за спиење, кај што луѓето си преспиваат, има купатила, има трпезари, значи ги има сите услови за еден престој на секој кој сака да дојде. Ова да ве прашам, се чувствувате повеќе како оровчанин или како охриджанец? Повеќе како оровчанец. Што е тоа што ве влечи да дојдете овде? Па тука сум веќе 57 години, тука сум и роден, тука сум живеел и покрај работата што ми е во Охрид, меѓутоа родниот крај си е роден, како наречен. Ајде една порака до сите наши македонци, каде тие да се наоѓаат, дали во Република Македонија, дали во Пиринскиот, во Егејскиот, во Гора, во Србија, во Албанија, во Мала Преспа, Америка, Австралија и Канада, барем да си дојдат денешка дома, да не отклучи не зараѓани катанците, вика старите, туѓината е не бадијала испеана во песната дека печелбарството е тешко, оти хубаво место од родното село пред се од Оровник, нема никаде. Сите посакуваме таа желба. Јас ќе спомнам без разлика и македонците и во Пиринска и во Егејска и тие се наши македонци, исто во Америка, во Австралија, кај што имам баш и ќерка и тешко ми е, како да ви кажам. Не имам видено можда 4-5 години во Австралија. Значи, убаво би било да дојдат и да си ја видат својата родна земја, овие прекрасни манастири, родниот крај, како што викате и вие. Ја напомнавте вашата ќерка, колку оварчево внучина имате од вашите синови ќерки? Јас имам две внуки, едната е 13 години, другата е 1 година и моментално живеат во Перт, во Австралија. Како се викаат? Ќерка ми се вика Маринела, а внуките Наталија и Мила. Кои се помили, првото или сугарето? Па најмалото уште не го имам видено, пошто не се дојдени, ама двете се мили. Внучина не може да бидат, не. Ти се радува ли душата? Се радува. Кога ќе ги чуеш и видиш преку интернетот? Да, се радува. Да сте ме здрави и живи, да ви е здрава жива фамилијата, нека е дено за многу години. За многу години и до година, да. Да напоменам дека, како што видовте и сами од синоќешната, дека има голема посетеност, значи, со многу естрадни уметници. И млади луѓе. Кои мило ми е што се посветуваат кон Бога, значи, кон нашата вера, кон Христа. Тоа ме радува, бидејќи Црквата е била од низ вековите кои што го одржала македонскиот народ. Ницама не остана ништо друго освен Господ и во него да верувам и тоа. Да ни е здрава жива Македонија и пак нека дено за многу години. Да ни е за многу. Амин, Господе. Најмал ќе се нарече во Царството Небесно,
a onoj što te gi isполни i pouči, тој најголем те се нарече. Манастирската црква Света Недела по својата архитектура и сликарска програма представува типичен примерок на византијски стил на градба и сликарство. Градбата на црквата е од типот на базилики, наречени псевдобазилики, кои се карактеристични за преродбенскиот период во Македонија, со полукружна апсида на јужната страна. Основата на градежниот материјал за нејзината изградба е одделкан трабертински камен, меѓусебно поврзан со варов малтер и фуга со средишна купола. Кровната конструкција и апсидата е изработена од брестово дрво, на 6 води, обложен со бакарен лим. На западната страна од црквата се влегува во нартексот. Над влезната западна врата постои влабена полукружна ниша со насликана до појасна представа на Света Недела. Наосот на црквата е едноброден. Заради малата просторност на црквата, иконографската програма распоредена е на класичен начин со додатоци на композиции што се типични за периодот на 19 век. Над зидните површини насликани се и на север и на југ старозаветните пророци. Централниот и страничните травеи обоени се со светло-сина боја, како имитација на небо, и на површината кај централниот травеј насликани се златни звезди. Во центарот на средишниот травеј аплицирано е платно со представата на Исус Христос, Вседржител. На исток е обликуван олтарниот простор со централна апсида, која е полукружна од натрешната, а седмострана од надворешната страна. Помеѓу колонадата на север поставен е амвонот, кој е насликан со цветни мотиви. На северниот зид од наосот на поголем дел од зидната површина насликана е композицијата Исус Христос, праведен судија, а во продолжение кон исток насликани се композициите од животот на Исус Христос. Во втората и третата зона од јужната страна на наосот, во првата зона и во втората зона од исток кон запад представени се свети воини и други светители и маченици во цел раст. На западниот зид во горната зона насликана е композицијата Тајната вечера. Кон источната страна поставен е дрвениот иконостас, кој го одвојува просторот на наосот од олтарниот простор. Пак и пак во мир да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Почитувани мои, поголемиот дел од вечерното богослужение со кое чиноначествуваше парохискиот свештеник од Срушката парохија, која се одржа во манастирската црква Света Недела, и црковната богослужена вечера, која ја подготвија годинашните домаќини, ќе ви го пренесам во продолжение на оваа репортажа. Помолим се, Господи, помилуј. о святем храме се ми с верою, благоговением и страхом Божим входящих вон, Господу помолим се. Господи, помилуј. О високо преосвященейше митрополите нашем Тимотеј, честен презвитерстве во Христе, дјаконстве, о се причте и људех, Господу помолим се. Господи, помилуј. Блажен муж и жена иде на совет, нечестиви и на пути грешних не став, и на седалище Бобителей не седе, но законе Господни, воля Его, и в законе Его почися ден и нощ. Да се помолиме на Господа.
сега и секога, i vo večni vekovi. Силата на честниот и животворен крст, по застъпништвото на честните безтелесни сили небесни, по молитвите на честниот славен пророк, претече крстител Јован, на светите славни сефални апостоли, светите славни мъченици во добро победници, преподобните и богоносни отци наши, светите отци наши, вселенските велики учители, светители, Василий Велики, Григорий Богослов, Јован Златос, светиот отец наш Николај, архиепископ Мирликински чудотворец, светите равноапостолни се словенските учители Кирил и Методи, нивните свети ученици Климент и Наум, охридските чудотворци Сава Горасти Ангелари, свети Ларион Меглински, преподобните богоносни отци наши, Прохор Пчински, Јован Рилски, Јоаким Асоговски, Гаврил Лесновски, по молитвите на светите правени богоци Јоаким и Јана, на светата великомаченичка недела преподобен Тома Маленши, што спомен го празнуваме на сите твои свети, направи ја благопријатна нашата молитва, дарувај ни простување на нашите прегрешенија, покри не со покривот на твоите крилја, пострани од нас секаков непријател и противник, смири го нашиот живот, Господи, помилуј не нас и Твојот свет, и спаси ги нашите души, како добар и човеколюбец. Амин. Да се помолим на Господа. Господи, помилуй. Господи Исусе Христе, Боже наш, кој си благословил 5 леба и си наситил 5000 луѓе. Ти самиот благослови ги овие лебови, пченицата, виното и елеот и умножи ги во ова света обител во нашата татковина, во целиот Твој свет и верните кои од нив јадат, освети ги. Зашто Ти се кој благословуваш и осветуваш се, Христе Боже наш, и Тебе слава Ти вознесуваме. Со безпочетниот Твој Отец и се светиот, благиот и животворниот Твој Дух, сега и секогаш и во сите векови. Амин. Бога Ти помнишаш ја и закаша зискаю иже Господа не лишаться всякого блага.
богатите јадеја и огладнеја, а оние кои го барат Господа, нема да се лишат од никакви блага. Богати огништаша и залкаша, зискају тиже Господа, не лишася всякаго блага. Богати огништаша и залкаша, зискају тиже Господа, не лишася всякаго блага. Помилуј да Боже, по Твојата голема милост и се молиме, слушани, помилуј. Уште се молиме за милост, живот, мир, здравје, спасение, посетување, прошка и разрешување од гревовите на Божите раби. Крсте, Џоко, Никола, Ацо, Васко, Виолета, Михаела, Весна, Симона, Христијан, Наталија, Никола, Александра, Бранко, Маја, Игор, Никола, Бојана, Христина, Маринела, Тони, Натали, Маја. Нека множи Господи, ги уште се молиме за сите овдека присутни, за сите православни христијани. Зашто си милостиви човеко љубец, Бог и Тебе слава Ти вознесуваме на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во сите векови. Благословот Господов да дојде на вас со неговата благодат и човеколюбие, постојано, сега и секогаш и во сите векови. Амин. Премудрост. Отче, благослови. Христос, вистинскиот Бог наш, по молитвите на Својата пречиста Мајка, на светите славни светлани апостоли, на преподобните богоносници наши, на светите правини боговци Јоаким и Јана, на светата великомаченичка недела, преподобен Тома Малеин и по молитвите на сите свети, да не помилува и да не спаси, како добар и човеколюбец. Амин. По молитвите на светите отци наши, Господи Исусе Христе, Боже наш, помилуј не. Амин. За многу години, Бог по молитвите на света недела, сите овие дарови што ни принесуваме многу храпно да ни ги умножи и дај Боже по радост и по весели пак да се видиме до година да се изчекаме. Се што од срце сакате, Господи, дарува и секаки добри и убави ни да множи. Продукцијата Марио филм е одека се наоѓа во село Торовник, одека во Македонскиот православен духовен храм Света недела, каде што со векови мештаните, не само од село Торовник, туку и од Охридската околија, ги негувани стари јадете обичаи за нашите македонски православни празници. Ние сме Сдружение Преродба од Прилеп. Пеачката група веќе 5-та година настапува на овај настел на Света недела на манастирот. И до секоја вечер, секоја година на вечер ја почнуваме програмата ние, па продолжува со музиката натаму. На овој свет празник му го честитаме празникот на сите македонци, сите охриѓани, посебно на домајчините на Света недела. Нашето здружение брои 16 членки, од пеачката група, инаку 80 членки сне комплет како здружение постоиме 18 години. Се трудиме традицијата да ја задржиме максимално и да ја пренесеме на нашите наследници. Каде досега сте настапувале? Настапуваме претежно во Македонија на концерти, на хуманитарни концерти, посебно се дружиме со кичевчани, стружани, битолчани. И последниот настап ни беше во нашиот град културното лето на староградска музика. Некни на 17 беше преубава вечер и
Ајде една порака да си... Настапуваме надвор од Македонија, во Албанија, во Црна Гора. Македонци наши, повелете во наша Македонија, дојдете да се дружиме, дојдете да ја негуваме нашата музика, нашата песна, нашата староградска музика, нашата вековна музика, нашите ора. Не заборавајте не, нека е за многу години Света недела. Почитувани мои, утринските сончеви зраци, милувајќи ги водите на Охридското езеро, поточно речено Оровничката ривиера, ја навестуваа празничната атмосфера на православната екумена посветена на Света недела, а ширум северниот дел на Струшката ривиера се зареди народ во правец на селото Оровник. Манастирскиот двор набрзо се наполни со народ. Почитувани мои, поголем дел од утринското богослужение, со кое чино начествуваше парохискиот свештеник од Струшкото црковно наместништво, кое се одржа во манастирската црква Света недела во чест на празникот на светицата Света недела и црковниот богослужен ручек кој го подготвија годинашните домајчини. Да се помолиме на Господа. Господи, Господи, помилуй. За благочестивиот и Христолюбив православен народ наш, за неговата држава и војска и за нивно спасение, да се помолиме на Господа.
molime na Gospoda,